Почитувани, веќе најавивме, таткото на повредениот Елвис Бајрам, господинот Амди Бајрам, е гостин во овие вести на телевизија Нова. Господине Бајрам, ви благодарам што сте тука да одговориме на неколку прашања и на вашите ставови околу ова што се случи денеска, со оглед на тоа дека вчера ги повикавте Министерството за внатрешни работи да го расветлат овој случај. Велевте дека ова е обид за убиство врз вашиот син, а денеска МВР излезе со прекршочни пријави за 8 лица, меѓу кои и за вашиот син, и тоа се терети за учество во тепачка. Каков е вашиот став? Мојот став е, мислам дека неправилно политичка одлука. Министерот својата работа не си ја изврши како што треба и ова е сценарио директно од Министерство за внатрешни со Социјалдемократски сојуз и шуторизери. Имаше во медиумите објава дека предходело на оваа тепачка, односно вашиот син, актуелен градоначалник и кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата, имаше некакви пишувања во медиумите дека кинел плакати, па поради тоа настанала тепачката. Дали е ова точно и што се случило? Тоа не е апсолутно. Сакам целата македонска јавност да знае и пошироко од надвор од Македонија. Сакам сите да знаат, затоа што сите знаат дека Елвис Бајрам е 2 мандата и сега е кандидат за 3 мандат. Он како градоначалник, актуелен моментално градоначалник и како кандидат, он си ја вршил својата агенда кој како секој кандидат во секоја изборна единица, кај што е во секоја општина, он со советниците, со други, од куќе на куќе шетал. Тоа можете вие исто преку вашата телевизија анкета кај што се случило на тоа место да направите со истите граѓани. Значи не е тоа апсолутно истина, туку е тоа една монтирана работа од огранокот на општина Шуторизари на СДС со Министерство за внатрешни работи, целосно монтирано, значи од Куцо Дудуш, пратеникот што е во собрание и кандидат сега за градоначалник, и од бившиот министер без ресор Неждет Мустафа. Значи не може да биде општа тепачка, не може да биде Елвис да на таква работа. Таа му била 3-та улица веќе поред и кој влегол таму во таа улица. Проблемот е, значи, што е? Го нападнале со секири, со шипки, удрене. Сега да знам од синот дека удрене со секира, а не со шипка. Значи, истите луѓе, после тоа, кога го однеле Елвис во болница, полиција ги обезбедило сите таму и во кола ги има ставено Неждет Мустафа и овој кандидатот Куцо Дудуш, во полиција однесено и од полиција вратено дома. Работата не ја извршиле како што треба. Ја мислам дека министерот не си ја знае својата работа да ја врши. Велите дека и против кандидатот Курто Дудуш бил таму во тој период, затоа што тој го негира тој момент во изјава за некој медиум. Во истиот момент не бил, туку кога Елвис Бајрам го удрива, после тоа дојдени се двајцата, значи Неждет Мустафа и Курто Дудушови Куцо, дојдени се, ги качили у кола и они ги однели у полиција, а не полицијата не привела никога. Господине Бајрам, како ќе постапите вие и вашиот син понатаму во однос на ова што денеска го соопшти МВР? Јас, исто како син, но туку јас сум лидер на таа политичка партија, Сојузот на ромите, политичката партија, ќе наступи, се ова ќе го тера до крај и ќе ја бараме оставката на министерот затоа што не си ја врши својата работа, а имам голема верба на јавното обвинителство дека ова работа ќе обелодени и ова што е кажано, место напад на убиство на тие работи со секири, со шипки, со тие работи све, значи на градоначалник и кандидат за градоначалник, советници тука, 19 советника биле у тоа време, тие работи, и не се го третира као прекршочно и обвинува. Мислам дека сценарио е ова на МВР и на Социјалдемократски сојуз. За крај само да ве прашам каква е состојбата на вашиот син во моментов? Ќе продолжи ли да ја води кампањата во очи на локалните избори како и претходно? Значи да ви кажам се најотворено, сега пред 1 сат го извадив од болница.
со подпис на Елвис Бајрам, како родител барав, да го тргнам од таа болница, затоа што таа болница под диктатура работи тамо, под диктатура, затоа што вчера јас бев со Никола Груевски на посета, не пуштива да го посетиме, да го видиме тамо. Мојот син и Никола Груевски. Значи, тотална тортура се работи, тотално договаране со полиција и сега во Шуто Ризари, да ви кажам, најново, нека знае македонската јавност, целосно, сега имаат они митинг тамо. На тој митинг има најмалку од 500 до 700 полицајци, специјалци, да пуштите кола да ги снима, да видите што е ни Шутка. 200 души на митинг, а 700 полицајци и специјалци и све обкружено секаде цела Шутка. Па ние војна не водиме, ние демократски избори треба да водиме. Што рачунаат они? Како ќе се гласа? Како на тој народ треба страфли да ставиме? Јас лично како пратеник ќе му поднесам барање за оставка, а за ова ќе идеме дале и ќе штрајкуваме ако треба, а јас и партијата ќе продолжиме кампањата и градоначалникот, ако не е во состојба, кандидатот се додека оздрави, ама на главниот митинг ќе го покажеме. Брзо закрепнување за Елвис Бајрам и да продолжи кампањата онака како што треба во една демократска атмосфера. Господине Бајрам, ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Благодарам. Почитувани, останете тука, за кратко се враќаме назад во вестите со изборна хроника.